Почитувани Прилепчани, кандидат на СДСМ овде во Прилеп е најверното Зоранче, Сугаревски му е презимето. 5 години ветуваат експресен пат за Прилеп, кој не го чепна, а го наследи од претходната влада. И поради нивните празни ветувања Прилепчани недопрениот пат го нарекоа Горан Сугаревски. И токму заради неговата неспособност, еден искусен новинар ми рече: најлесно ми е да пишувам прилог овие 20 години за Прилеп, бидејќи се е исто. Кога треба да одговорам на прашањата кога, каде, кој, што и зошто, одговорите се секогаш фикс. Само што не почнал патот да се гради, одговорен за тоа е Сугаревски. Истиот тој, кој десетици години е на функција, советник, пратеник, министер, директор, уште градоначелник не е станат, па сака да се испроба и во тоа. Но тоа нема да успее овој пат. Тука завршува неговата кариера криминална. Сугаревски е изборот на СДСМ за Прилеп затоа што само преку него може да продолжат, внимавајте добро, рекетот кон фамилии и бизнисмени, продажба на дрога како мастики за джвакање на секој ќош во Прилеп. Заканите и сама оваа власт може повторно да назначи командир кој ќе пренесува дрога по експресниот пат Горан Сугаревски. Еве зошто во недела на 17 октомври Прилепчани ќе му ја завршат кариерата на Сугаревски. Прво, Прилеп е град кој најмногу назадувал последните 4 години. По 2, град кој не се гради и нема инвестиции. По 3, Прилеп е синоним за рекет од лице кое важи за блиско на Сугаревски, а кое е невработено и има возен парк од 400.000 евра. И утре панека врти по телефони да се заканува, еве тука сум, ме гледа да знае кој ќе му пресуди. Еве да знае. Само во Прилеп, министерот за транспорт градеше дивоградби низ градската чаршија и тој денес е понудата за градоначелник. За разлика од ова, нашата понуда, драги пријатели, е искусен професионалец, човек од интегритет, човек кој ќе работи за Прилеп, човек кој што го сакаат прилепчани и човек кој што е единствениот, кој што прво што му доаѓа на памет е да помогне да подаде